чудни откритија, кои се надвор од своето место и време. Из целиот свет се пронајдени енигматични артефакти кои не одговараат на прифатената геолошка или историска временска рамка. Дали тие нудат радикално поинаков поглед на нашиот свет? Еве еден дел од тие чудни откритија. 1. Картата на Пири Рейс. Пири Рейс е турски адмирал и страствен собирач на стари мапи, ги составил информациите што ги собрал на сопствена мапа во 1513 година. Зачудувачки е неговата мапа, која ги прикажува крайбрежните контури со преголема точност на Северна и Јужна Америка и Антарктикот, кои официјално не биле откриени до 1818 година. Приближно 1/3 од картата преживеала со разумна точност и ги прикажува западните брегови на Европа и Северна Африка и брегот на Бразил. Прикажани се различни острови на Атлантскиот океан, вклучувајќи ги Азорските и Канарските острови, како и Митскиот остров Антилија, а можеби и Јапонија. Мапата беше во фокусот на тврдењата за предмодерното истражување на брегот на Антарктикот. Картата на Пири Рейс се наоѓа во библиотеката на палатата Топкапи во Истанбул, Турција, но обично не е изложена за јавноста. 2. Необјаснети карти. Научниците не се сигурни што да прават од мапите врежани на карпите. Дали тие грубо ги прикажуваат континентите на земјата како што се појавиле одамна, вклучувајќи ги и земјите на Му и Атлантида, или како што некои сугерираат, дали тие ги прикажуваат земјите на некоја друга планета. Меѓутоа, за да бидат непристрасни, тие исто така би можеле само да прикажуваат поделби на многу помали површини. 3. Ика камења. Во 1966 година доктор Хавиер Кабрера, перуански лекар и професор по биологија, добил камен за неговиот роден ден од локален селанец. На него имаше слика на риба, наводно излабена пред илјадници години. По понатамошно истражување, Кабрера свати дека прикажаната риба е од вид кој е исчезнат со милиони години. Кабрера го ловеше изворот на мистериозната карпа и најде многу други слични во Ика Перу. Илјадници од нив, на нив беа излабени невозможни антички сцени, телескопи, операција на отворено срце, па дури и мажи кои се борат со диносауруси. Камењата Ика се збирка на камења од андезит пронајдени во провинцијата Ика во Перу, кои носат различни диаграми. Некои од нив имаат приказни за диносауруси и она што се тврди дека се направени со напредна технологија. Овие се препознаваат како модерни куризиотети. Камењата се составени од андезит, тие се разликуваат по големина. 3 cm по 2,5 cm по 1,5 cm, 1,18 cm по 0,98 cm по 0,59 инчи до 40 см големина. 4. Египетски хеликоптери. Откриени над зидовите на храмот во Абидос, Египет, се хиероглифи кои во профилот многу наликуваат на модерните авиони. Хеликоптер, авион и некој вид хавер, крафт или летечки диск. Хиероглифите на хеликоптерот е име дадено на дел од египетски хиероглиф, излабен во храмот Сети. Во круговите на хипотезата за палеоконтакт, хиероглифите се толкуваат како артефакт, што е на место што прикажува хеликоптер, над двете кратки вертикални шипки, како и други примери на модерна технологија. Сликата од хеликоптер е резултат на резбаниот камен кој повторно се користи со текот на времето. Првичната резба е направена за време на владењето на Сети I и во превод значи оној што ги одбива 9 непријатели на Египет. Подоцна оваа резба била пополнета со гипс и повторно излабена за време на владењето на Рамзес II со наслов оној што го штити Египет и ги соборува туѓите земји. Со текот на времето малтерот еродиран, оставајќи ги двата надписи делумно видливи и создавајќи ефект сличен на палимпсест на проклопување на хиероглифи. Како и со сите датуми во стариот Египет, вистинските датуми на владењето на Сети се нејасни, а различни историчари предлагаат и различни датуми. Од 1294 година пред новата ера до 1279 година пред новата ера и 1290 година пред новата ера до 1279 година пред новата ера
и е најчесто користен од сите научници денес. 5. Антички модерни алатки. Додека ископувале варавник во 1786 година, работниците дошле до корито од песок на околу 50 метри под нивото на земјата. Во слојот песок сепак пронашле трупци од камени столбови и фрагменти од полуобработена карпа. Копајќи понатаму нашле монети с каменети дрвени рачки од чекан и парчиња други скаменети дрвени алатки. Песокот во кој е откриен ова откритие се наоѓа под слој од варовник стар 300 милиони години. Би ми било драго ако пишете во коментар кое е вашето мислење. Ви благодарам за вашето одвоено време.